Почитувани пријатели, драги браќа и сестри, живееме во време кога нормалниот живот станува луксус. За повеќе од нормалното не може ни да се помисли во време кога живеачката станува се поскапа, а семејниот буџет се потенок. Ке кажат кризата е увезена, но неспособноста на тие кои ја водат земјата е автентична. Затоа инфлацијата е двоцифрена, затоа струјата е поскапена, затоа половина милион луѓе живеат во сиромаштија во нашата земја. И 90.000 луѓе и овој месец работеа, но не земаа плата. Неважни се бројките со кои се фали владата, кога се погласен е крикот на оние кои не можат да си ја платат струјата, на оние за кои маслото за јадење станува луксус, скапите бензини недостапни, трпезите празни, а иднината за која сме сонувале недостапна. И продолжувањето по таа патека значи сигурна пропаст без можност за поправка, точка од која нема враќање, губење на Македонија и која така веќе има се помалку. И сигурно ви е позната максимата дека, како што е сега, никогаш не било порано. Во секој еден човек на нашата Македонија длабоко во себе знае дека се доближуваме до точката која доколку се продолжи со истото, навистина нема да има поправка и ту промена за еднината за која сонуваме, ја заслужуваме и за која се бориме. Не постои ниту најмала надеж дека со оваа влада може да биде барем нешто подобро. Тие се веќе во 6-та година од своето владење кое донесе живот на национална катастрофа во секое поле, во секој сегмент. 5 години на загубена надеж, на изневерени очекувања, разочарување и национални предавства. И ова што го констатираме не е простодушна партиска порака, туку човечко обраќање на човекот до вас, кој ви се обраќа вам, слободните луѓе на нашата Македонија. Ова обраќање во име на ВМРО ДПМН во својата суштина е надпартиско, обединувачко, не политичко, со чиста емоција. Јасна порака која треба да ечи дека дојде часот, дека молкот во овие времења не е опција, дека е премногу, а границите на разумот се надминати. Премногу е затоа што со оваа влада животот вреди најмалку. Премногу е од несреќи во кои загубените животи се само статистика, без одговорност. Од кој било? Било да е Ласкарци, модуларната болница во Тетово или автобуската несреќа во Бугарија. Премногу е затоа што 10.000 наши пријатели, нечии браќа и сестри, роднини, познаници, соседи го загубија животот поради короната. Премногу е затоа што здравствениот систем не е во распаѓање, туку е распаднат. Премногу е поради неплатената мака на земјоделците, честните работници, поради плачот на мајките кои се делат од своите чеда што одат по белиот свет, поради неправедно осудените, упропастените судбини, поради животот во кој љубовта кон нашата Македонија се представува за грев, и тоа од страна на оние кои немаа светост по која не посегнаа, нема идентитетско прашање кое не го проблематизира. Со секој ден се подалеку од Европската унија, се повеќе криминал, корупција, тендери. Дојдоа со голема надеж и ветувања за напредок кон Европската унија. Наместо тоа, нема европска вредност која не ја погазија, а испорачаа рекет, договори во 4 очи, фабрики со марихуана, кои ќе ви кажат можат подобро, тие можат само полошо. И затоа велиме во еден глас, премногу е. Време е за промени, а промената сме сите ние. Секој од нас ја носи силата на промените, слободна индивидуа со свој став, своја верба, надеж за иднината која мора да ја донесеме. Сега е тоа време кога треба да се застане на вистинската страна и да се заборават сите подоби, помали од нашата земјичка цел, тоа е Македонија, иднина и надеж за добар живот. Тие се подготвени на се, само за да ја задржат власта, која гледаат само низ призма на привилегии. Но нивната подготвеност не е поголема од нашата решителност и борба за превземање на контрола над нашите животи и извлекување на нашата Македонија од катастрофата во која се подлабоко навлегува. Ова се историски времења. Да не ја пропуштиме оваа шанса за вистинска пресвртница и спас на државата од сигурна пропаст. Постојат такви моменти кога е потребна одлучност и непоколеблива борба за вредностите во кои верувате. Постојат такви времења кога е важно, вистински важно на која страна сте биле. Замислете ако не беа комитите или инденската епопеја, зарем ке се изродеа партизаните кои ја продолжија битката на своите предци, ако не беше тогаш решителноста на Асман, ке се дојдеше ли до независна Македонија, ако не беше тој 8 септември и силината на народот, неговата свесност, ке имавме ли своја држава? Одговорите ги знаете.
како што сега знаеме дека не смееме да ја пропуштиме оваа шанса за спас на Македонија и победа на вредностите во кои веруваме и еднината што ја заслужуваме. Повикуваме на обединување, здружување на секоја индивидуа, машко и женско, христијани, муслимани, атеисти, македонци, албанци, турци, роми, срби, власи, бошњаци и останати. Ова е твоја битка за нашата Македонија, за твојата едината на твоите деца. И кога каузата и влогот се големи, тоа значи дека нема да биде нити брза, ниту лесна таа битка. Но нашата цел е праведна и со сигурност можеме да кажеме дека ќе победиме. Ќе победиме заедно, силно, за големи чекори напред. Зиднина која е светла, напредна и која носи сигурност. Затоа ќе се излие таа енергија низ улиците, малата, градовите и селата. Почетокот на крајот вели дека тргнуваме за рушење на владата, која е именител на сите наши колективни порази и неуспеси. Стануваме на нос, еден до друг, заедно, против владата затоа што премногу е. Протестот е за промени. Заедно, здружено, одлучно за нашата Македонија. Ве поканувам. Почетокот на протестот за промени започнува на 18 јуни 2022 година во 20 часот пред владата на Република Македонија.